Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва ќе гледате. Прво интервју на премиерот Заев по лошата вест од Брисел и договорот за предвремени избори. Конте ме кани токму за таа тема. Ми кажуваа дека во ноември треба се одржи ГАК, каде што на ГАК треба се врати темата на проширувањето. Вие лично се заложивте и го блокиравте носењето на заклучоци кои што не би биле толку поволни и за Македонија и за Албанија. Bilo nas je kar več takih, ki smo rekli, da če ne damo nekih takšnih zaključkov, ki bi pripeljali do neke rešitve, potem je boljše, da ne damo nič. Премиерот на Словенија зборува за критичната ноќ во Брисел. Може би не треба сите земји кандидати да завршат како полноправни членки на Европската Унија, туку дека може би треба да се размислува да им се понуди еден вид на привилегирано партнерство. I don't think President Macron has support for this kind of idea to give up on the prospect for EU membership for all the countries of the Western Balkans. I think he is very much alone with this view. Катедрата по хемија на ПМФ од некогашните 50 останала со 20 вработени. Не требаше калориметар за мерење топлина при хемиска реакција, зашто немаше, не знам дали беше скршен или нешто, и беше импровизиран, направен од CD-вита пластична кутија, па лепен со изолир трака. Утре излегуваат на предупредувачки протест. Дури имаш моменти кај што во судството, каков таков Груевски воведе најголеми реформи во судство. Саботажа. Останете со нас, се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Во ехото на минатонеделните настани во Брисел и во Луксембург и на синокешните во кабинетот на шефот на државата, вечерашно издание речиси целосно го посветуваме на овие две теми. Што по одлуката на Европската Унија да нема одлука за почеток на преговори со Северна Македонија и со Албанија и што носи договорот меѓу партиските лидери за предвремени избори на 12 април в година. На почеток одиме во Љубљана, каде колегата Владимир Мирчевски денеска разговараше со словенечкиот премиер Маријан Шарец, кој според извештаите во Брисел бил еден од најгласните против француското противење за преговори и заедно со малтешкиот и бугарскиот колега блокирал уште едни магливи заклучоци за Северна Македонија и Албанија. Северна Македонија испорача се што се бараше од неа, особено тешкиот компромис со Грција. Затоа нема логика одлуката од Брисел, зашто лично жалам. Не верувам во половични решенија како привилегирано партнерство. Ова се дел од пораките што денеска во интервју за 360 степени ги пренесе словенечкиот премиер Маријан Шарец, еден од групата европски лидери кои се обидоа да го предомислат францускиот претседател Емануел Макрон за почеток на преговори со земјава. Bilo nas je kar več takih, ki smo rekli, da če ne damo nekih takšnih zaključkov, ki bi pripeljali do neke rešitve, potem je boljše, da ne damo nič. Ker neke polovične rešitve seveda ne prinese uspeha. Tisti večer, oziroma tisto noč, ko se je o tem odločalo, bi bila edina prava in možna odločitev, da se pogajanja začnejo. Slovenija sicer ni toliko naklonjena paketnemu obravnavanju. Mi smo prvenstveno rekli, da če neka država izpolnjuje in Severna Makedonija je izpolnila zahteve in toliko, kot je Severna Makedonija naredila, je res nelogično, da nismo šli toliko na roko, da bi začeli pogajanja. Овде во Љубљана со словенечкиот премиер разговаравме за иднината на проширувањето и колку е таа известна или неизвестна по минатонеделната изјава на Емануел Макрон. Шарец, кој повеќе од една година е на чело на словенечката влада, важи за неконвенционален политичар. По професија актер, во политиката влегува прво како политички сатиричар, за потоа да се трансформира во политичар. 2 мандата беше градоначелник на Камник, град близу Љубљана. На изборите во 2018-та негова листа за Маријан Шарец освоила 13 пратеници, со што станува втора поголемина групација во словенечкиот парламент. Шарец раководи со коалиција составена од 5 партии.
Целото интервју со словенечкиот премиер Маријан Шарец ќе го видите подоцна во емисијата. Сега од Словенија одиме во Австрија, каде не чека Флориан Бибер, професор на Универзитетот во Грац, одличен познавач на балканските прилики. Добро вечер, господине Бибер. Што според вас е вистинската причина за француското одбивање за отворање на пристапните преговори со Северна Македонија и со Албанија? Добро вечер. I think this is a good question. It's not entirely clear what France or Macron's motivation is. I think it's mostly to do with domestic politics. It's about France's, and I think French's elite skepticism about enlargement, losing power in the European Union. And it's got a lot to do also with a frustration that, for example, the French candidate for the Commission was not confirmed by the hearings in the Parliament. So there's a sense of frustration with the European Union at the moment. And I think Macron has, in a certain way, put it out against those two countries. And again, we see very little criticism of Macron towards the policies of the governments of North Macedonia and Albania, but much more towards the European Union and its partners in the European Union. И вие сте свесен делот од изјавата на Макрон по Европскиот совет, што предизвика најмногу вознемиреност во јавноста и во Северна Македонија, и во Албанија, и пошироко во регионот, е пораката дека можеби не треба сите земји кандидати да завршат како полноправни членки на Европската Унија, туку дека можеби треба да се размислува да им се понуди еден вид на привилегирано партнерство. Како ја разбирате оваа порака на Макрон? Дали тој практично објави крај на процесот на проширување на Европската Унија? I don't think President Macron has support for this kind of idea to give up on the prospect for EU membership for all the countries of the Western Balkans. I think he is very much alone with this view. I don't think that this view is really based on in a certain way, a long-term vision. So I doubt that France will be able to push this through, the idea of replacing enlargement with privileged partnerships. I think rather what is more productive is to say enlargement will take a long time. It will take longer than we hoped. And even if everything would have gone well, North Macedonia wouldn't have been able to join for another 10 years. And now we have to wait even longer. And I know this is frustrating, but I think in the meantime, one can think about privileged partnerships, access to structural fund, integration in economic and environmental policies of the European Union, other ways to stop the gap more effectively. But I think the Macron idea that there's any kind of notion of having a privileged partnership, something like the EU has with Ukraine, is viable after offering membership for 20 years to the Western Balkans seems just ridiculous, and I don't think that's going to be accepted elsewhere in the EU. Како што знаете, последицата од сево ова е тоа што Северна Македонија ќе оди на нови предвремени избори на 12 април, откако премиерот Заев рече дека сака да го врати мандатот кај граѓаните. Го следите ли овој развој на настаните во Северна Македонија? Што мислите за него и генерално за последиците од сето ова пошироко во регионот? I mean, it's very understandable the reaction of Prime Minister Zaev to call for early elections. I think in a certain way it's a way also to throw the ball back in the court of the European Union. I mean, everybody has said clearly the responsibility for the delay is not with the government of North Macedonia, which has done an incredible job in, basically achieving the readiness of the country for beginning of accession talks. So in a certain way, he's pushing the ball back and saying, listen, if you don't deliver, you have 6 more months to send a clear signal that this process has a future. So in that sense, I think it's understandable. Of course, it's a risky strategy because unfortunately, we're not having a European consensus, a reform consensus across the region, not just in North Macedonia. So, I think in the next 6 months, we're going to see whether, there is a space for reformist politics, which lead towards the European Union, or whether, the kind of previous way of governing, the way we see it also in other countries like Serbia, which are more autocratic, let's say less about reform and making difficult decisions, whether that will prevail or more kind of being more courageous and reform oriented. And this is going to be a test in the next 6 months, whether there is space for it. And I hope that the EU member states, at least those who supported North Macedonia, will see this as an opportunity to make sure that this path doesn't get lost in the region. Господине Бибер, ви благодарам за ова интервју.
По-лошата вест од Брисел и политичкиот договор за нови предвремени избори на 12 април. Во прво интервју премиерот Зоран Заев. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и поздрав до гледачите. Премиере, дали се чувствувате излежан од Европската унија? Ева вака, јас реков дека ќе го носам како нова лузна на моето лице, како што ги носам лузните од непријатните настани кои што се случи во собранието. Секако очекувавме Европската унија да го исполни своето ветување, кое што за жал не го исполни. Направи историска грешка, јас така ја нареков таа историска грешка. Ветувањето беше многу прецизно, многу постојано, многу континуирано, заради тоа што и нашата земја помина низ еден сериозен процес. Двата договори со Бугарија и со Грција, реформите кои што се случија овде. Кога велите ветувањето, може да го персонализирате? Врзано е тоа за конкретни луѓе или доаѓаше од повеќе земји членки? Ако кажете издвоите еден што не ветил, веројатно тешко ќе го пронедам. Сите што има било каков фокус на Република Северна Македонија. Па и Макрон, давајќи ова видео изјава да не подржи, фала многу, благодарен сум за тоа. Верувам и нашиот народ да го охрабри за референдумот, зборувајќи за европските вредности, за европските перспективи. Тоа е и тоа ветување. Заради тоа што дефинитивно тоа го направивме за да имаме нов пријател Грција, да го решиме тридеценискиот проблем, но го направивме и за нашата интеграција во Европската унија. И веројатно не само лидерите на Европската унија, сите го знаат и ветувањата на европските лидери од делот на комисијата, од делот на Европскиот парламент, во делот на Европскиот совет, комесарите, не само комесарот Хан, туку и високата представничка Могерини, сите други комесари кои што потпишуваат било какви меморандуми, договори или се, буквално сите. И затоа е многу тешко и болно за сите нас. Дали ја подценивте Франција? Франција долго време молчеше по одлагањето во јуни и излезе со официјален став на неколку дена пред Советот за општи работи на Европската унија. Дали имаше дипломатско подценување и ваше подпирање повеќе на тоа што како сигнал ви доаѓаше од други земји членки? Не. Јасно беше само да се подсетиме, дури и пред одлуката, дека тука постоеше ризикот. Сите зборува за Франција. Холандија спомнувавме дали ќе има коментари околу СЈО и предметите, но кога добија иднина гарантирана предметите, тие се изјаснија веќе позитивно. Знаете како, Франција и во минатото, јас сум председател на влада, ги имам тие историски документи, подсетници, знаела да биде проблем во многу наврати, не само за нас, и за многу други земји членки. Тоа сме свесни. Веројатно таа дебата, таа нивна поставеност во Европската унија, тоа го изискува, но дефинитивно верувавме дека можеме да направиме поврзано со идните реформи, таа нова методологија, со паралелниот процес на проширувањето, барем за нас, заради тоа што дефинитивно добивме комплетно ветување од сите, заради тоа што дефинитивно беше потврдено се што исполнивме, 100%, Преспанскиот договор, вклучително и председателот Макрон, во моје присуство обраќајќи се, во Берлин, каде што сум бил присутен, или не знам на Европскиот совет кој што се движеше кој што се случуваше во Бугарија, каде што бевме ние присутни, мотивирајќи не сите нас. Но после Преспанскиот договор, тој знаел да почне говор со Преспански договор и да заврши говор со Преспански договор, како на вистина редок случај, например, низ дипломатија и диалог, да се решаваат вака на европски начин работите, како што тоа го направивме. И затоа, дефинитивно, кажувам, историска грешка е направена, но мене ми е драго што сите лидери на 27-те земји членки, тамо и Британија седеше, сите беа дефинитивно позитивни за нас, сите потврдија дека сме успешни, дека се е реализирано и дека дефинитивно сега е проблемот кај Европската унија. Ако е така како што зборувате, дури и за Франција, тогаш како вие си го објаснувате тој однос на председателот Макрон за време на Европскиот совет во Брисел? Што е причината тој да не се согласи со отворање на преговори? Причината прво треба да расчистиме дека не сме ние. И тоа треба да им биде јасно на сите. Тоа го кажа председателот Макрон заедно со канцеларката Меркел среда вечерта кога има заеднички влади и во Тулус. На таа изјава тој рече ние не сме спремни. Спремни се земјите. За нас потенцираше посебно, кажа неколку негативни примери за Албанија, но на нас само во позитивно светло. Суштината според мене е дебатата која што е отворена во Европската комисија. Моментумот во кој што се случува. Се случија за прв пат работи за составувањето на Европската комисија. Гледате како не може да се договорат за председател на Европската комисија. Прв пат се случува во историјата на Европската унија да падне предлог на Франција за еврокомесар.
И тоа помина 2 фази на анкетирањето, односно разговарањето кои што се случија, падна. Калкулациите кога малите земји знаеа да изразат спротиставеност со вака големите како Франција, предизвикувале кај него, и тоа го слушнавме од други колеги, премиери и слично, дека можно е да Франција уште тогаш тоа го најавила, па ќе видиме понатаму за проширувањето. Веројатно тоа влие. Проверивме, дискусијата не е доминантна во француското општество за проширувањето. Може би за некои избори се јавувала или слично, сега во последните месец-два апсолутно не е доминантна, не е нешто кое што француското општество е преокупирано со Премиере, тоа. зошто Франција појасно не го кажа тоа предходниот јуни 2018-та или овој јуни 2019-та? Или пред да го направиме преспанскиот договор, барем да ни каже, така? Тука е болката. Значи, тука е нефер и неправдата која што не е донесена. Ние сме здраворазумни луѓе и нација и држава и се. Значи, можеме да прифатиме, да ни се објасни, да кажете, слушајте, таква и таква дискусија има, тоа може и тоа да предизвика. Ние знаевме дека Европа веќе дискутира за реформи. Ние знаеме дека се размислува дури и нов протокол на преговарачкиот процес, односно таа нова методологија која што ја спомнував. И за нас е сето тоа фер што ќе даде фер шанси, дури и за побрзи пристапи, ако немаме добри перформанси и не сме успешни, нека не враќа назад. Ние не бараме да станеме членка на Европската унија за да станеме само членка, ние бараме низ процесот да се трансформираме. Европа да ја имаме овде, да бидеме европејци во сето она што денеска го живеат граѓаните на Европската унија. Европскиот совет заврши со технички заклучок, не суштински, не содржински заклучок. Во него се вели дека земјите членки ќе му се навратат на прашањето за проширувањето до самитот ЕУ Западен Балкан во мај во Загреб. Јасно ли ви е сега вам, еве лично како премиер на Северна Македонија, на владата, на луѓето кои што работат во тој сектор и во таа област, како понатаму ЕУ ќе го продолжи односот кон ова прашање? На што ќе се осврне ЕУ генерално на прашањето за проширувањето? Методологијата на маса ли е уште нова? За неја ќе се дискутира или тоа е адакта прашање? Дали ви е јасно како понатаму на следниот состанок за што ќе се зборува? Прашањето за отворање преговори со Северна Македонија и Албанија ќе биде на дневен ред? Тоа е тоа што очекуваме да биде на дневен ред, како што беше најавено на 7 мај на самитот во Загреб. Значи, сублиматни информации, како дошле до мене. Еврокомесарот Хан вели, ние веќе седнавме, спремни сме да се подобриме. Оти они ја спроведуваат методологијата на проширувањето. Тоа е тој комесаријат. Спремни сме, може не сме биле сјајни, може подобро. Сите идеи сега што слушнавме, тоа го споделуваме со вас, но веројатно има и подобри идеи. Ние сме спремни. Значи веќе е разговарано за некоја нова методологија. Што за мене е окей. Дел од процесите на подобрување на Европската унија, па дури и во делот на проширувањето. Тоа е окей. Вториот дел, председателот Макрон зборува за реформите. Ние би учествувале во тие реформи, тоа е нашата Европска унија, кон која што сакаме да се приклучиме. И навистина даваме добри примери за да се унапреди таа Европска унија, барем низ диалогот, барем низ тоа што мултиетничка Македонија прави, барем успесите како за овој период од 2 години ги изнаправивме во државата. И во такви едни околности, дефинитивно очекувам во најбрз можен период да бидат решени овие прашања на методологијата. Ова дисторзија што се случи, да биде надмината во Европската унија. Што е ова италијанска... Проширувањето треба да продолжи. Што ќе продолжи. Што е ова италијанска иницијатива, наводно дека Италија ќе се обидува да го враќа прашањето веќе во ноември на дневен ред на Советот за општи работи. Се споменува ваше патување набрзо во Италија, има такво нешто? Значи, сега јас малку ќе закочам со мојата надеж и оптимизам, дали бев најголемиот оптимист. Ние да се работиме, а они, дај Боже, побрзо да одлучат, да ги отворат поглавијата за нас, односно да ја донесат одлуката за почеток на преговорите. Значи, некој ви го кажува тоа? Така. Јас ја поздравувам секоја иницијатива. Италијанскиот премиер Конте е многу гласен, тој ги дава изјавите. Ме покани. Јас сум во вторник на 29 во 13:30 часот кај него. Заедно ќе се видиме, ќе имаме изјави, ќе имаме заеднички ручек и од таму заминувам на последната вечера на Фредерика Могерини со нас премиерите од Западен Балкан. Зошто ве кани Конте? Конте ме кани токму за таа тема. Ми кажуваа дека во ноември треба да се одржи ГАК, каде што на ГАК треба да се врати темата на проширувањето. Тоа е добро за мојата земја. Ваква покана прво италијанскиот премиер макар. Италија е голем пријател на нас. Второ, јас ќе слушам, ќе дадам плюс придонес, ќе дадам сите можни аргументи на светот, оти ги имаме сите можни аргументи на светот. Ниту една земја ги немала така аргументите за да добива одлука за почеток на преговорите.
Јас сум благодарен на тоа. Веќе работат и други премиери. Да не зборувам од Алде Груп. Се вклучени доста премиери. Работи ИПП, значи конзервативните партии, работат моите, социјалистите и социјалдемократите на оваа прашање. Но тоа е дебата која што они треба внатре да решат. Јас ако ја помогнам со сите овие аргументи, колку тоа ние островот натре во Европската унија, оти сме заокружени со земја членки на Европската унија, можеме да го помогнеме тој процес. Со уште повеќе аргументи ќе ги даваме. И затоа јас го повикав нашиот народ. Ајде, Европа да ја донесеме овде. Да тераме по истиот пат. Да ги напредиме реформите. Да ги имаме практична реализација комплетно. Имало даваме обиди само аргументи. за комуникација со Макрон? Неколку месеци се обидувавме и преку Не, тоа веќе го амбасадорот. кажавте деновиве дали имало нешто ново. Се најавува дека ќе се слушнеме, јас и председателот Макрон, секако и тој тоа го најави, дека ќе воспостави контакти и сака да ја посети Република Северна Македонија. Официјална иницијатива, колку што разберам, до сега нема за посета. Нема официјална иницијатива, јас очекувам дури оваа недела да се случуваат одредени комуникации меѓу нашите министри и советници од кабинетите, дај Боже, јас и председателот Макрон. Ние сме голем пријател на Франција, ние не можеме да се лутиме на Франција. Франција заради своји внатрешни политики изрази ваков став или некој го нарекуваат вето. Но ние треба да ја докажеме на Франција дека навистина не е во право со таквата одлука, барем не во Република Северна Македонија. Западен Балкан нема друга иднина, Република Северна Македонија нема друга иднина и верувам дека, како што рече дури и премиерот Борисов, ние сме мала земја и по број на жители и по територија ние можеме да бидеме само придобивка за Европската унија. Можно ли е сето тоа со оглед на можеби најзагрижувачката порака од Макрон која што дојде по завршувањето на Европскиот совет, на пресконференцијата зборуваше за тоа дека можеби не сите земји кандидатки на крај треба да станат полноправни членки на Европската унија, дека можеби дел од нив треба да се задоволат со привилегирано партнерство, што е сосема различно од членство. Ние не прифаќаме алтернатива за таква работа и не треба да прифаќаме. Значи, ние сме со договор за асоциација и стабилизација од 2001. Од 2005 сме земја кандидат и како многу имаме адаптирано наше законодавство. Ние сме отидени толку напред. Но знаете дека кандидатите не можат тоа да го диктираат, сепак тоа зависи од земјите членки. Да, ние нашиот став може да го кажеме. Зошто ако кажеме да би разгледале, тогаш исплаќаме лоша порака. Не ни разгледуваме. Варијабли како да унапредиме предпристапниот процес на пристапување во Европската унија. Тоа за разгледување се сами иницијативи отваравме овде и отвараме на Западен Балкан за да ја докажеме на Европа дека и сами можеме покрај тоа што го правиме со нивна поддршка и помош низ Берлински процес, низ Европската економска агенда и така натаму и така натаму. Но други алтернативи за нас не постојат. Јас се согласувам, има земји кои што ги истуркале преговорите и на крајот одлучиле да не бидат членка на Европската унија. Но по своја своја желба и убедување. Ние сакаме да бидеме полноправна членка на Европската унија. Зошто не сакам да го сватам сериозно, не дека го поценувам председателот Макрон. Ние не треба уште 7-10 години да станеме членка на Европската унија. Ние треба да станеме членка на Европската унија тогаш кога ќе се трансформираме внатре, кога ќе бидеме вистински подготвени да бидеме. Не ни треба час поскоро да бидеме членка и готови, тоа е тоа. И сега имајќи го таа дебата што сега се отвара, за дали некој на крајот треба да биде членка или не, аманте. За 10 години многу што може да се случи, да се промени во Европа, во секој од земјите и слично. Така да дефинитивно да го продолжиме процесот. Верувам дека председателот Макрон, а со тоа и Европската унија, која што консензуално одлучува, ќе заклучи дека тој процес час поскоро треба да го продолжи. Јас ќе делувам се, било која одлука, да се донесе колку што е можно порано, да се пушти ишаре, да се пушти порака, не до мене, до нашиот народ. За да можеме да си ја држиме мотивацијата. Ние всушност баравме од нас да одржите ние мотивација да продолжиме така. Да. Сега вие велите го враќа мандатот кај граѓаните, меѓу другото за да решат по кој пат да оди оваа земја. Како ќе ги мотивирате граѓаните да излезат да поддржат европски пат ако Европската унија не сака внатре? Добро, дефинитивно 27 земји членки се изјаснија кристално чисто. Потврдија дека се сме направиле и беа подготвени да ја носат одлуката. Заради тоа што консензуално се одлучува една земја, тоа не го дозволи да бидеме на чисто. Кога се отвори дебатата таму, и Холандија и Данска потврдија за нас. Тоа директно од премиерите, јас сум председател на влада, јавно го соопштувам и тоа е така. Значи на крајот дојде до една. Ако ги гледаме дискусиите неколку земји, нормално со таков наратив да се излегува. Европската унија останува посветена. Европската унија според мене во моментот минува низ една дебата која што мора да се ја реши внатре и ќе ја решат.
Се надевам дека тоа нема се случува до мај. Треба порано да се ја решат таа дебата, за да може да продолжат процесите натаму, па нека е на крајот и одлуката и мај. Ќе видиме ако во март има локални избори во Франција, дали е возможно воопшто пред мај нешто суштински да се случува, но добро, месеците се пред Но нас и ќе прашањето видиме. беше граѓаните Да. наши остануваат за нашата интеграција и во НАТО и во Европската унија. Друг пат и ние немаме. Каде ќе одиме на друго место? Така да треба да останеме мотивирани тој пат. А видовме 11 години што значи да бидете се повеќе и повеќе оддалечени од тој пат. Тоа не ни треба. Затоа нашиот фокус ќе биде да ги мотивираме граѓаните, да дадат еден нов чист мандат и да ги поддржат ваквите политики, не само на интеграцијата на Европската унија, ние се интегриравме и на Балканскиот полуостров, генерално повеќе, и со Грција и со Бугарија, но и со Албанија, и со Косово и со Србија, бевме скарани со сите 5 земји, да не забораваме. Тоа не беше пред 100 години, пред 2 години и 4 месеци беше. Да. Истото прашање погледнато од друг агол. Ако на лидерската сите партии рекле дека ЕУ останува стратешка цел на оваа земја, тогаш дали паѓа во вода вашата теза дека граѓаните на избори треба да го избираат патот, ако еве лидерите рекле ова е патот, ЕУ е патот? Знаете како? Значи, и Груевски беше за Европската унија и НАТО, но видовме како се повеќе се оддалечувавме од Европската унија и НАТО. Ако го изберат Зоран Заев, ќе продолжи тој пат кон интеграција во Европската унија и НАТО. Ако го изберат Христијан Мицковски и опозицијата, тие може да бидат за Европската унија и НАТО, но всушност прават се да бидеме против Европската унија и НАТО. Тие јавно кажуваат дека ќе го поништат договорот од Преспа. И зошто тогаш ќе имате нов некој сосед наш или земја членка кој што ќе не блокира. Односите како ќе се поставени со Бугарија, еве го доаѓа самитот. Така да ризикот кој што го прифаќаат нашиот народ со ВМРО-ДПМН не е само што може и Бугарија и Грција да ги донесе да бидат против Република Северна Македонија на следното одлучување. Може да се случи и трети земји. Зошто? Јас се плашам од меѓуетнички тензии повторно да им се појават во државата. Ги нема овие 2 години и 4 месеци. Тоа може да биде сериозна причина за Финска, не знам, за Естонија, за земји кои што не ни се дури од регионот. Така да ризикот и како е голем. Главен политички ривал Мицковски вчера рече дека при посетата на Гостивар албанци станувале од своите места од кафулињата, му приоѓале, го прегрнувале и така натаму, велеле дека ќе гласаат за ВМРО. ДПМН, дали вам се уште ви пристапуваат албанци? Дали ве прегрнуваат? Дали ви велат ќе гласаме за СДСМ? Прво, јас за да го докажам тоа, само треба да го погледнат амбиентот околу мене. Граѓаните од сите етнички заедници, и албанците, и македонците, и србите, и ромите, и турците, и властите, и бошна, сите покажуваат отворена љубов. Не знам дали е мојот пристап таков, дали е мојот наратив таков, дали ликот ми е таков, не знам зашто. Господинот Мицковски веројатно не го препознал господинот Таравари. Може тоа господинот Таравари и тимот околу него да го гушка. Албанците, за да го гушка, дај Боже да го дочека тоа, треба да се покаже, да го постави својот наратив така и да се рестерети од таа филозофија на неговиот шеф, чиста Македонија, Македонија на македонците или слично. Од секој пат сме били мултиетничка земја и таква ќе останеме. Додека тоа не го промени, може да го користат неговите политички партнери, тие се коалиционен партнер на ниво на Гостивар и веројатно не можел човекот да го препозна. Или Таравари бил, или неговиот шеф на кабинет, или неговиот тим. Свесен сте сепак дека има разочарани меѓу вашите поддржувачи и кај албанците и кај македонците. Како ќе ги убедите на изборите да не седат дома, еве ако веќе им е тешко можеби да гласаат за друга опција, да не останат дома, да излезат и повторно да ве поддржат вас? Мене ми е јасно дека има разочараност. Не сме ние сјајни. Не успеавме се да реализираме. Ние сме 2 години и 4 месеци влада. Но само да ја направат паралелата како беше и како е сега, или да се присетат што може да се врати, тогаш ќе им биде јасно дека треба да излезат и тие да се борат за својата земја. Да фиксират на висинскиот пат. Да остане на патот на кој што тргнавме. Целиот свет тоа го призна. Сите дома тоа го признаваат. Ви признаваат. дадовме глас за да се врати правдата во Македонија. Ниеден од бившите функционери на ВМРО-ДПМН не е во затвор. Еве вака, значи Знам дека вие не судите, судот суди, но на крај критиката паѓа на ваш грб. Значи, знаете како го слушам господинот Мицковски вика кацарска судство, порано беше Сваровски судство. Ние ништо не променивме во судството. Баравме од Европската унија да ни даде распуштање,
со реизбор на судството. Секој честен судија што ќе помине филтрите на ветингот, нека остане судија. Тие тоа не го дозволија. А господинот Мицковски кога прави таа паралела, дефинитивно само го потврдува тоа дека во судството мора да се направат сериозни промени. Тоа ќе биде составен дел на нашата понуда на следните избори. Уште самиот момент, еве денес имаме 3 предмети од СЈО кои ќе се вратени на нула, на почеток. Тоа само по себе кажува дека правосудството треба да има корените. Не може ништо да правите. Не. Брисел рече после датумот веќе ќе разговараме за брзата низ академијата, да може целосниот капацитет државата да го искористи, стручни соработници да може да станат судии, сите адвокати или правници над 5 години работно искуство да може да бидат капацитет и ресурс за суди, за обвинители во државата. Од едниот проблем за неспроведување на ветинг во правосудството е недоволен капацитет за пополнување на испразнетите места. Еве сега 37 луѓе завршуваат, млади, кои што поминаа низ академијата, и тие ќе бидат распределени во обвинителствата и во судовите ширум државата. Од 750 систематизирани места во судството има 520 во моментот. Не може да ги пополнат. Ако 200 ветингот исчисте, нема од кај да додадат тие 200. Затоа целиот овој процес треба да биде добро усмислен и како мора да има распуштени реизбор на правосудството, ако сакаме да се средиме. И не само во правосудството, во јавната администрација, во МВР треба да има, во другите институции. Вие не ги чепнавте, регулаторните тела останаа исти, едно чудо институции Македонската радиотелевизија е иста. Не знам, АЕК е исти. Мораме да завршуваме. Рековте, сте за брзи избори, а се договоривте дури за 12 април. Тоа некако не кореспондира со вашата желба за брзи избори. Зошто дури на 12 април? Заради тоа што нашата демократска поставеност е таа која што дефинитивно не поставува сите да ги прифаќаме аргументите на сите. Синоќа ние предложивме 22 декември и 29 декември. Брзо да ја завршиме работата. Зошто не останавте на тој предлог? Заради тоа што станавме осамени, ВМРО ДПМН директно го одби предлогот. Тие под изговорот нема да има 100 дена влада, окей луѓе не мора да има 100 дена влада, нека има 55-70 дена. А не ли мислите дека треба сепак да се согласат уставот и законот, веќе уставот предвидува вонредни избори во 60 дена, а ваму законот вели 100 дена техничка влада. Законот, јас сум еден од пишувачите во тоа време заедно со Груевски кој што го преговаравме законот за влада, заради пржинската влада. И беше планирано при редовни избори или избори кои што однапред се дефинира да бидат 100 дена. Кога парламентот се распушти, тогаш владата се формира. И тоа е многу логично. Уставот е појасен акт од самите закони кои што постојат. И де факто ВМРО ДПМН не треба да се пидлачи 100 дена да биде владата, треба да има пржинската влада. Тоа е договорено. Не, сакам да ви кажам зошто не прифаќаат. Значи дефинитивно бегат од избори. Знаете како? Бараме избори, ама еве ги понудивме, покажавме демократска зрелост и сега почнува тоа што го кажавме смрчењето. Значи не бива вака, ама законот не бива вака, не знам што ќе кажат граѓаните, ајде да продолжиме за напролет или слично. Дали ќе бидат во декември или ќе бидат на 12 април, еве сега се на 12 април, ВМРО ДПМН ќе доживее уште еден пораз, затоа што ништо не се промени таму. Минатиот пат не изгубија. Изгубија. Минатиот пат не изгубија на парламентарните. На парламентарните избори не изгубија, тоа има контролата на диктаторската власт комплетно со се. Сега апсолутно немаат власт да контролират и душите на граѓаните како што тоа знаат да го контролират. Ќе изгубат. Тие изгубија на локални избори, изгубија на референдумот, изгубија на претседателски избори. Ќе изгубат сега на парламентарните избори. Толку е времето за вечер. Благодарам што бевте дел од 360 степени. По интервјуто со премиерот да го видиме целиот разговор на Владимир Мирчевски со премиерот на Словенија Маријан Шарец, снимен денеска во Љубљана. Шарец бил еден од оние што најмногу се залагале за позитивна одлука од Европската унија за Северна Македонија и за Албанија, но поради француското противење тоа не се случи. Премиере, Жан-Клод Јункер и Доналд Туск употребија фраза историска грешка. Што вие мислите дека се случи во Брисел и во Луксембург минатата недела? Se strinjam s tem izrazom, zagotovo je to napaka. Zagotovo bo nekoč zgodovina o tem pisala kot o napaki, ker mogoče se premalo pozna v nekaterih državah, se premalo pozna dejansko stanje, kakšno je na Balkanu, zlasti v Severni Makedoniji. In Evropske unije ne bi nič stalo, če bi zdaj začela pogajanja.
Vemo, da je to dolgotrajen proces. Vemo, da ravno ta proces, pogajalski proces, omogoča tudi uvedbo oziroma izvedbo reform, izvedbo približevanja evropskim inštitucijam in zagotovo to lahko koristi. Moram reči, da večina držav se tega zaveda in je večina držav tudi bila za to, da obe državi, se pravi Severna Makedonija in Albanija, pristopita k pogajanjem. Zdaj, kaj se bo še dogajalo, bomo videli. Donald Tusk je jasno izrazil svoje stališče. To stališče je tudi moje in verjamem, da v bodoče bomo imeli težje delo. Namreč karkoli zdaj naredimo, napaka je storjena in v bodoče bo delo zagotovo težje. Според некои информации, вие лично се заложивте, го блокиравте носењето на заклучоци, кои што не би биле толку поволни и за Македонија и за Албанија. Толку ли немаше начин да се смени текот на разговорот во Брисел и да се постигне компромисно решение? Bilo nas je kar več takih, ki smo rekli, da če ne damo nekih takšnih zaključkov, ki bi pripeljali do neke rešitve, potem je boljše, da ne damo nič. Ker neke polovične rešitve seveda ne prinesejo uspeha. Tisti večer, oziroma tisto noč, ko se je o tem odločalo, bi bila edina prava in možna odločitev, da se pogajanja začnejo. Slovenija sicer ni toliko naklonjena paketnemu obravnavanju. Mi smo prvenstveno rekli, da če neka država izpolnjuje in Severna Makedonija je izpolnila zahteve. Nenazadnje sprememba imena države, to ni kar tako. In ne vem, katera država je to sposobna narediti in kateri politik v katerikoli državi bi bil sposoben zastaviti svoj politični kapital za to, da doseže sporazum, tokrat z Grčijo, ki je zahteval tudi spremembo imena. In toliko, kot je Severna Makedonija naredila, je res nelogično, da nismo šli toliko na roko, da bi začeli pogajanja. Sam pa seveda menim, da bi obe državi si zaslužili začetek pogajanj. To je dolgotrajen proces, kot sem rekel, in tukaj ne bi nič izgubili. Je pa res, da ne smemo obupati. Vsi skupaj, Severna Makedonija in Slovenija, sta zaveznici, sta prijateljici in mi bomo še naprej se trudili za to. Če smo zdaj pač nam ni uspelo, nam lahko uspe naslednjič. Upanje vedno ostaja in tega ne smemo izgubiti. Отсуството на одлука и не е толку трагично, ако би се знало дека таа одлука би дошла за неколку месеци. Меѓутоа, по самитот, францускиот претседател Макрон најави дека некои од овие земји не мора да бидат примени како членки, туку може да им се понуди и привилегирано партнерство. Дали со тоа ефективно Макрон му кажа не на тамошното проширување на Европската унија? Ne vem, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Slovenija ostaja na trdnem stališču, da je treba začeti pogajanja. Vsakršnokoli drugačno partnerstvo ali finančna sredstva ali karkoli niso isto. Niso isto. Seveda je dobrodošlo, če se financirajo zadeve, če se sodeluje, ampak vlada v Skopju se je jasno zavezala, da bo pripeljala Severno Makedonijo v Evropsko unijo. In to je cilj in tudi člen pogodbe evropske, ki pravi, da vsaka država, ki obstaja na teritoriju Evrope, kontinentalno, je upravičena do tega, da zaprosi za članstvo. In Severna Makedonija je to storila in mislim, da druge rešitve so polovičarske, niso dobre. To sem tudi sam povedal na enem izmed sestankov in si želim, da se začnejo pogajanja. In kot sem rekel, z roko v roki moramo vztrajati, da težimo k temu cilju. Ваквата одлука во Брисел веќе ја придвижи динамиката, внатрешно-политичката динамика во Северна Македонија. Веќе има одлука меѓу политичките партии да се оди на избори
Тоа од една страна може да доведе и до успорување на самиот реформски процес, меѓутоа од друга страна може би долгорочно пополнување на просторот кој што како да го остава Европската унија со некои други играчи во регионот. Дали гледате таква опасност? Tako je. Ravno v tem je tudi srž te zgodbe, da če Evropska unija ne bo odprla vrat Severni Makedoniji, potem zagotovo bodo tudi prebivalci rekli lahko, zakaj smo spremenili ime, zakaj smo dosegli Prespanski sporazum, zakaj smo se trudili, zakaj se je vlada trudila. Zoran Zaev se je zelo trudil. In še enkrat ponavljam, koliko je politikov, ki so pripravljeni storiti take korake. Zato je zame pomembno, da se pogajanja začnejo. Zdaj, mi smo to nekako prestavili na pomlad, mi bomo močno delali na tem, da se do pomladi tudi kaj zgodi, ker bi se moralo. Je pa res, da zdaj, ko bodo volitve predčasne, pred volitvami vemo, kako je. Takrat je kampanja, je marsikaj se izreče, marsikaj se dogaja in je težko takrat neke probleme reševati. Zato smo jasno povedali na zasedanju v Bruslju, da bo ta neodločitev, ki je bila, prinesla daljnosežne posledice. Tista noč je bila res žalostna, ampak kot sem rekel, dajmo gledati naprej, ne obupavajmo vsi skupaj in delajmo za to, da se resnično nekaj zgodi. Во една реченица од заклучокот на Европскиот совет се нотира дека земјите членки ќе се навратат нова прашање до самитот во Загреб во мај 2020 година. Можно ли е порано ова прашање да се најде на агендата на земјите членки? Ja, če mene vprašate, bi to itak že naredil to noč, ko se je o tem odločalo, ker to ni bilo možno, bi pa to morali narediti čim prej. Za mene je ta maj kar oddaljen. Ne vem, kaj se bo zgodilo do maja tako drastičnega v Bruslju, da bi rekli, no, zdaj smo pa pripravljeni. Menim, da ni vedno dobro zahtevati vseh odgovorov takoj. Včasih v življenju je tako, da nimamo vseh odgovorov na vsa vprašanja, ampak ker imamo dušo in srce, ker smo ljudje, gremo v nek podvig. In tokrat je to približevanje Severne Makedonije evropskim integracijam tak podvig. In bi morali reči enkrat, da tudi če ne vemo vseh odgovorov, vse to ni že članstvo. Ravno skozi ta pogajalski proces bi se začela reševati vprašanja, bi se začele pojavljati takšne in drugačne pripombe, bi jih vlada upoštevala, bi šli naprej. Če bomo pa kar se ves čas zatekali v to, da ne vemo vsega, kako bo, če bo, ko bo, takrat pa ne bomo uspešni, ker človek, ko gre na neko pot v življenju, ne ve vsega, kako bo na tej poti. Je pot v neznano. In tudi ta pot je v neznano, ampak je treba narediti ta korak. Če bomo zdaj čakali, da bodo ne vem kakšne ugodne razmere, potem lahko čakamo še 100 let. Благодарам много. Вработените на Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет при УКИМ, оние малкумина што останале вработени, утре излегуваат на предупредувачки протест. Причината е ситнењето на стручниот кадар и немањето елементарни услови за практична настава, што го доведува во прашање севкупниот академски процес на оваа некогаш реномирана катедра. Галена Николовска-Ризановиќ. На 1 октомври почна академската година. Оваа година има околу 10.350 бруцоши, од кои повеќе од половина или 5.612 се запишаа на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Интересот од факултет до факултет е различен, додека некаде има многу студенти. На Природно-математичкиот факултет, например, бројот на студенти се намалува и покрај стипендиите за дел од насоките. Немаат интерес заради тоа што после тоа перспективата која што очекуваат не е розова и е зависна од нешто. Секој почеток на новата учебна година зависи дали биле добри во очите на градоначалникот, на министерот, на подрачниот министер и така натаму, дали ќе остане со помалку часови или не.
Но само 20 дена по стартот на академската година, овој факултет се соочува и со друг проблем. Недостига научен кадар за редовно одвивање на наставата на неколку студиски програми. Јавно, најголем е револтот на катедрата по хемија. Капката што ја прели чашата овој пат беше проблемот што ние нема да бидеме во состојба да организираме практична настава како што треба. Односно, реализација на сите редовни часови лабораториски вежби. Професорите најавуваат протест и прекид на наставата. Основната причина е што до пред 10 години катедрата имала 50 професори, но како низ годините тие заминувале во пензија, властите не одобрувале нивна замена. И денес на Институтот за хемија има 20 наставници, од кои што 15 редовни професори, значи на третото скалило, 4 вонредни, 1 доцент и 0 асистенти. Ниту еден асистент. Последниот асистент е вработен пред 8 години. Од катедрата по хемија при ПМФ до Министерството за образование во повеќе наврати испраќале исти барања за вработување млад кадар, подобри услови за работа во лабораториите и конкурс за научно-истражувачки трудови. Последниот пат тоа го сториле во август, но немаат одговор. Во меѓувреме трпат студентите, кои имаат разбирање за професорите. Често моравме да импровизираме за да ги сработиме вежбите. Не требаше калориметар за мерење топлина при хемиска реакција, зашто немаше, не знам дали беше скршен или нешто, и беше импровизиран, направен од CD-вита пластична кутија, па лепен со изолир трака. Поддршка на Институтот по хемија при ПМФ дава и ректоратот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, од каде сметаат дека се доведува во прашање неговата високообразовна и научно-истражувачка функција. Велат дека и во овој и во други случаи ги препраќаат барањата до надлежните министерства. Едно од предлог решенијата е местата на пензионираните професори да се пополнуваат без да се бара одобрение од Министерствата за образование и за финансии. Минатата година при изготвувањето на актуелниот закон за високо образование, УКИМ даде конструктивен предлог, кој за жал не беше прифатен. Ја користам оваа прилика да го повторам предлогот и да изразам надеж дека државата ќе смогне сили сите испразнети места за наставен и ненаставен кадар да бидат пополнувани по автоматизам, без добивање на согласности. Од Министерството за образование потврдија дека до нив стигаат барањата за вработување. Конкретно од Институтот за хемија при ПМФ последно барале 2 асистенти и 3 виши лаборанти, и тоа за минимално тековно обслужување на наставата. Ресорот што го води Арбер Адеми дал согласност, но барањето било вратено од Министерството за финансии за корекции. Откако тие биле направени, образование повторно дава зелено светло, но засега нема одлука од финансии. Во последните 3 години, на УКИМ во просек се испразнуваат по околу 50 на места врз основа на пензионирање или други причини. Министерството за образование и наука, заедно со Министерството за финансии, се труди да го надополни тоа, преку обезбедување согласности за вработувања. За оваа година, до овој момент, обезбедени се 21 согласност за вработувања на УКИМ. 360 степени не доби податок колку точно места во моментов се испразнети на ниво на цел универзитет. Бројките од образование сепак сугерираат дека државата не успева да замени ниту половина од професорите кои се пензионираат. За Институтот по хемија реакцијата од владата ќе биде една од последните шанси да се зачува квалитетот и капацитетот на наставата и научната дејност. Има се помалку студенти, а немаат начин да ги задржат најдобрите. Имаме потребно поголем број демонстратори од реално оние кои што ќе се пријават на конкурсот, бидејќи всушност дипломираните хемичари веќе многу полесно си го наоѓаат патот и во компаниите во индустријата или на продолжување на студиите во странство. Дипломираната хемиска инженерка Мирјана Саздовска е една од најдобрите кадри од последната генерација. Има желба да остане на институтот и чека конкурс за демонстратори, но и нејзиното трпение не е безгранично. Сега за сега би сакала да продолжам со учење, би сакала да останам на институтот не само за да запишам, за да магистрирам, туку и паралелно со професорите сметам дека уште повеќе можат да ми помогнат за да се устручам. Па за понатаму ќе видиме. Ве поканувам да бидете и понатаму со нас. По уште една пауза е саботажата.
Во недостиг на оригиналниот мајстор во употребата на војаклија, се појавуваат нови чираци кои на сесреден начин се обидуваат да го компензираат отсуство. Желбата да се покаже познавање на мртвите јазици и нивното пуштање во потреба во жива дебата ги става во непријатна ситуација со говорниците, кои слушаат, ама за да бидат пристојни, не сакаат забележливо да направат корекција. И си адвокат, некогаш си работили бона фиде, про боно години наназад ги застапувам македонците. Втората вера дека се уште има волонтери со висок интелектуален капацитет кои се подготвени да се стават на располагање. Сепак ја губи таа есенција кога промовираат вредности на кои самите им се спротивставувале и сметале дека мора да бидат ставени ад акта. Може разочарувањето да е големо, но веројатно не до таа мера, која би претпоставувала профилирање, анахрони урнеци. Дури имаш моменти каде што во судството, каков таков Груевски воведе најголеми реформи во судството. Искрапанците во општеството се толку драстични што реперите за добро и лошо зависат не од оценката на резултатите, туку од личните перцепции. Глорифицирањето на минатото е исто толку контрапродуктивно како кревањето во облаци на сегашноста и креирањето слики што одговараат само на научната фантастика. Не може никој да негира дека на некој начин Зоран Заев ја спаси државата. Сега, како ја спаси државата и дали е Зоран Заев тој супермен? И да и не. Некој пак сметаат дека тој не стигнал ниту до Кларк Кент, а камоли до суперхеројот, па забележувајќи на неговиот неновинарски стил на изразување. Тврда дека не само тој, туку ниту советниците кои му ги пишуваат говорите, не помирисале од пиар криптонитот и останале на ниво на патетични, предучилишни, поетски и јунаци. Денеска таму чита состав од градинка за звездички за и мислам што очекуваат. Нема што многу да се очекува и онака звездичките се на стендбај, а надежите дека има придвижување се губат во временската рамка, која нема ниту почеток, а камоли крај. Чувството дека ритамот ќе се промени од обичен лет во место во драматичен отскок ги дразни дури и економистите, кои не можат да фатат логиката на бесконечното пролонгирање. Преговорите ќе продолжат на пролет, па на есен, па на пролет, па на есен, па 2116, па 4850, не, до тоаш мора. И на крајот, а зашто да мора кога има такви на кои секогаш им е се јасно? Па нафта да пиеме од Сабајле, нема да бидеме мутавист, јасно ни е дека тука има нешто. Тоа нешто се вика рафинирање. Без него не општеството, туку и нафтата останува само сурова. А таква, таа е речиси неупотреблива. Ви благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно в петок од 22. Пријатно.